Има луѓе професионалци што знаат како се управува со градот. Ова беше главната порака на Арсовска пред да реши да се конфронтира со оние кои ја кандидираа, како и оние кои ја избраа. По 2 години од мандатот на првата жена градоначалник на Скопје, Данела може да се пофали само со бројката на луѓе и организации со кои влегла во конфликт. Очигледно не и се погоди ниту еден од професионалните луѓе кои знаат како. Арсовска за 2 години смени десетици директори на градски предпријатија, отпушти десетици вработени. Предизвика сообраќајни катастрофи од национални размери, како и стотици тони несобран комунален отпад, кои за да не предизвика опасност по јавното здравје на скопјани, го чистеа општините. Граѓаните велат не верувале дека градоначалник може толку да потврли и да ги разочара. Од незиниот мандат не сум задоволен. По-лош градоначалник до сега не сме имале од неси. Толку можам да кажам. Зошто што ве разочарува најмногу? Па ништо, гледаме дека ништо не прави. Градот е за нигде. Превозот, градскиот превоз, не сме многу задоволни. Чистотата, односно нечистотата на градот. Ништо не е преземено толку години назад. Овие згради не се направени, фасадите. Дали сте задоволни ви од нејзината работа? Никако не сум задоволен. Ништо не направила. За 2 години ништо не е направено. Стрикно за шуторизер да збориме, ретко автобузи имаме, немаме редовни линии. Па ништо не ни приметувам од нејзина страна. Не ни гледам ништо. Во нејзината програма, прва точка беше отвореноста и транспарентното работење. По изборот, кабинетот на Арсовска нема никаква соработка со медиумите, а град Скопје е најмалку отворен кон јавноста во неговата понова историја. Арсовска ретко кога свикува пресконференции. Досега ниту еднаш не одржала брифинг со новинарите, а ниту писмено не одговара на новинарските прашања. Ги издвоивме дел од поголемите проекти на Арсовска во нејзината изборна програма за модерно Скопје, како на пример 5 нови мегапаркови како градски парк во општините Аеродром, Ѓорче Петров, Чаир, Газибаба и Кисела вода. Зад мене е локацијата каде што требаше да биде еден од 5 нови мегапаркови, но тука освен смет и дива вегетација нема изгледи дека во скоро време ќе има парк. Досега изведен е само паркот во општина Ѓорче Петров, но по својата површина не е ниту приближно голем како градски парк. Одветувањето бесплатен јавен превоз, кој во Европа го има само богатиот Луксембург, Скопје доби електрични тротинети и со месеци блокирани клучни крстосници од приватните превозници, на кој пак одбиваше да им плати за нивната работа, а со тоа компаниите ги доведе пред банкрот, додека пак сликата од јавниот превоз е автобуси кои доцнат или воопшто не се појавуваат, а пак оние кои ги има се толку преполни што не може ниту да се влезе. Одветените 5 нови булевари во главниот град, Скопјани не видува ниту еден, ниту пак нов сообраќајен коридор кај Мавровка. Еден од 5 нови булевари требаше да биде продолжување и на булеварот Борис Трајковски кон Драчево, но од новиот пат има само кал и дупки, а тој полекано сигурно се повеќе наликува на регионалниот Кичево Охрид. Ќе отвориме нов луна парк во првата половина од мандатот. Ова беше редовна реторика на Арсовска, ветувајќи ролер костери, вртелешки, топогани, 7D кино, картенки и други занимливости, кои скопјани и по 2 години исто така не ги видоа. Додека на Арсовска полекано сигурно и изминува времето да се симне од пиедесталот на најнеуспешен градоначалник досега, едно останува како нејзино главно обележје. Тоа што нејзината работа направи за прв пат во Македонија да се размислува за закон со кој ќе може избран градоначалник да биде отповикан од функцијата.